Би сакал да ви открием една мала тајна. Мијатата сабота предпладне се качив на катедра со оваа книга. Последните настани. Но ништо од неа не цитирав. Дали знаете зашто? Не. Да не биде таква нешто. Кога се качев на катедра имав намера да зборувам нешто друго. Нешто од оваа книга. Значи, сето она што го кажав мијатата сабота, Сабајле беше од Светиот Дух. Да. Беше непланирано и тоа беше негова проповед за Христовиот пост, за Христовото прво искушение и за тоа дали човекот живее само од леп. А сега не би сакал да останам должен и би сакал да го кажам она што го планирав од последните настани. Именно ако се сеќавате некаде при крајот од серијата Природата на жигот, последен пат од оваа книга прочитавме еден цитат во врска со жигот и јас би ве подсетил сега кој е тој цитат. Во овој превод на последните настани се наоѓа тука на 15-та страница или во одсекот што носи наслов "Правилно да се толкуваат идните настани". Цитатот е превземен од 6-та книга Сведоштва до црквата, страна 17 и гласи вака: "Жигот на ѕверот е токму она што е кажано дека ќе биде." Се сеќавате на овој цитат? Се што е поврзано со оваа тема досега, се уште не е правилно разбрано, ниту ќе биде разбрано, се додека не се отвори книгата. Која книга? Запечатената книга. Книгата на пророкот Даниел е запечатена и таму пишуваше дека е запечатена до кога? До последното време. Сега, јас тогаш го ставив фокусот на овие зборови. Значи, во овој цитат се вели: "Жигот на ѕверот е токму она што е кажано дека ќе биде." И сега да одговориме на прашањето, а што било кажано дека ќе биде? На што се мисли? Тогаш споменав, Елена Вајт мислеше на сето оно што дотогаш адвентистите на седмиот ден го проповедале и го зборувале за жигот на ձверот. Сега ќе се префрлам на 110-та страница од истата оваа книга и ќе ве потсетам на еден друг цитат кој што и тогаш го прочитавме и гласи вака: "Кога ќе дојде пробата, јасно ќе се покаже што е жиг на ձверот." Сеќавате на ова? Кога ќе дојде пробата, тогаш ќе се покаже што е жигот. Значи, тогаш ќе се знае, ќе се препознае жигот. Нема потреба да се докажува. И тогаш кажувавме дека според сето она што досега го гледаме во сегашната проба, или досегашната проба во текот на целата измината година, дека вакцината не е жигот. И кажавме зошто, да не повторуваме. Патем речено, замислите некој друг туку
Центарот за контрола на болести во Соединетите Американски држави имаше објавено податок дека досега во таа земја починале 183 луѓе од примањето на лажната вакцина. Катастрофа, што е многу е. Се што кажавме на 19 декември во беседата под наслов против ГМО вакцините, до сега, овие 6-7 седмици се покажа дека е точно. До сега се потврди. И повеќе нема да зборувам за тоа. Колку пати ветувам. Се разбира. Сега слушнаме нови гласови. Наводно почнал да се гради третиот храм. Колку е тоа точно, ќе видиме. Во Иерусалим нешто се случува. Некое придвижување, сомнително придвижување на Храмската гора. Имаше и некои други информации што ги забележавте. Повторно се подгреваат тензиите околу Трета светска војна и така натаму. Но да го оставиме сето тоа на страна и да забележиме тогаш што е она што било кажано дека ќе биде жигот на ѕверот и што е она што адвентистите уште од почеток го поучувале дека ќе биде жигот на ձверот. И сега продолжувам во истата книга, последните настани, 110-та страница. Цитат превземен од Евангелизам, страна 234. Елена Вајд вели, жигот на ձверот е папскиот ден за одмор. Ама дефиниција. Жигот на ձверот е папскиот ден за одмор. Кој е тој ден? Папскиот ден за одмор. Сведоштво до проповедници, страна 133, исто така Елена Вајд пишува, Јован бил повикан да види народ поинаков од оние кои му се поклонуваат на ձверот или неговата икона, со тоа што го празнуваат првиот ден во седмицата. И потоа следната реченица, празнувањето на тој ден е жиг на ձверот. Повторно истото. И сега можете да најдете еден куп други цитати на оваа тема. Се разбира. Немав намера да ве запознавам со нешто, со што одамна сте запознали. Меѓутоа, што значат овие зборови? Жигот на ձверот е папскиот ден за одмор или оно што го прочитавме, празнувањето на првиот ден во седмицата е жиг на ձверот во другиот цитат. И се да го поврзаме тоа, да го споредиме со кога ќе дојде пробата, јасно ќе се покаже што е жиг на ձверот. Сега тука не го довршиме цитатот, бидејќи во истиот цитат таа вели, тоа е празнувањето на неделата. Точка. Значи, до сега 3 цитата од оваа глава, главата што се однесува на темата жигот на ձверот, каде што Елена Вајд вели празнувањето на првиот ден од седмицата е жиг на ձверот, празнувањето на неделата е жиг на ձверот и папскиот ден за одмор е жигот на ձверот. И сега, во вториот одсек, Евангелизам, страна 234, односно ќе биде вториот од оваа страница, нека биде. Евангелизам, страна 234,
таа вели, се уште никој не го примил живот на зверот. И ови се познати зборови. Па сега како е ова можно? Како е можно празнувањето на неделата да е жикнат зверот? Папскиот ден за одмор да е жикнат зверот? Празнувањето на првиот ден во седмицата да е жикнат зверот? И се уште никој не го примил живот на зверот. Еве, некој ќе ве праша, ова е нелогично сега. Значи, живот на зверот настапува после нешто што се нарекува неделен закон. И што значи тоа? Што друго знаеме на таа тема досега? Тоа значи дека кога Министерството за труд и социјала ќе донесе на Северна Македонија, ќе донесе закон за задолжително празнување на неделата, тоа е неделниот закон? Не. Кога папата ќе донесе, се сеќавате на цитатите од Андрей Орешану? Таму 300 и која точка беше од оној документот, и ја го заборев. Лаудато си, да. Енцикликата на Белиев папа, Хорхе Берголјо, во врска со екологијата, спасување на планетата и така натаму, климатските промени. И таму беше истакната неделата. Но дали е тоа неделниот закон? Според адвентното учење низ историјата, значи неделниот закон не е закон што ќе го донесе владата на Северна Македонија. Неделниот закон, дури ако се вика исто така, неделен закон, неделниот закон не е закон кој што ќе го донесе папата во Рим. Неделниот закон не е закон што ќе го донесат Обединетите нации. Неделниот закон не е закон што ќе се донесе на некој друг светски самит на разни држави од светот. Туку според адвентистичките пророштва, што е неделниот закон? Законот кој ќе го донесе кој е тело. Кој е тело треба да го донесе? Кој е законот? Значи, Конгресот на Соединетите Американски држави. Тоа е неделниот закон. Ништо друго не е неделен закон. Било каде во историјата од времето на царот Константин, може би до денешни некои католички држави, како Полска, Шпанија, сигурно Италија, веројатно, не знам точно кои се, веќе имале и тоа со векови неделни закони. Не е тоа. Како што со векови еден куп христијани во низ историјата ја празнувале неделата. Ја го празнувале првиот ден од седмицата. И сепак, се уште, значи никој од нив не го примил живот на зверот. Живот на зверот има врска само со, значи, неделниот закон, но тука не се става точка, туку прецизно се мисли само на таков неделен закон кој што ќе го донесе Конгресот на Соединетите Американски држави. Зошто? Зошто е тоа битно? Зошто Конгресот на таа земја, Соединетите Американски држави? Затоа што Соединетите Американски држави се вториот звер. Од која глава? Вториот звер од Откровение, 13 глава. Да се подсетиме тука на кои битни елементи во врска со активностите на вториот звер. Значи, да повториме, вториот звер е тој кој што ќе им направи на сите, мали и големи,
богати и сиромаси, значи како што во смртта нема да се разликуваат и не се разликуваат според Исаија, што проучувавме неделава, слободни и робови, да им се стави белек, вели овој превод, или жик, на десната рака или на челата нивни. Значи, ни по однос на жигот нема да се разликуваат. Големи, мали, слободни робови и така натаму. Та никој да не може ниту да купува, ниту да продава. Освен оние што го имаат тој жик, или името на зверот, или бројот на името негово. И рековме дека ова нешто, кај лажната ГМО вакцина, се уште не го видовме. Го видовме да се уште? Не. Значи, жигот на зверот, кога ќе дојде пробата, ќе се покаже што е жигот на зверот. Кога ќе дојде пробата, значи, кога ќе дојде жигот, кога ќе стане актуелен жигот, тогаш ќе се види дека тоа нешто е жигот. Како ќе се види? Па според ова ќе се види. Значи, ќе одговара на овие описи, на овие карактеристики што со векови стојат, речиси 2000 години во Светото писмо. Но, иако повеќето христијани денес, особено во изминатата година, многу често, ги цитираат овие последни два стиха од Откровение 13 глава, иначе овие два им се најпознати, значи и бројот 666 и дури се изнагледавме и разни слики и карикатури со бројот 666 напишан на шприц за вакцинирање и така натаму, што сепак беше малку повеќе избрзаност од страна на повеќето кои што не се многу втемелени во проучувањето на Светото писмо. Да се вратиме малку погоре, на почеток, во врска со вториот звер, зашто токму неговиот законодавен орган, кога тој ќе донесе нешто во врска со неделата, зашто тоа е жигот, а не владата или собранието на било која друга земја, или било каков друг политички настан, меѓународен самит и така натаму, или Обединетите нации и така натаму. Сите тие може да го повторат, значи, отпосле да си го озаконуваат истото тоа што Американскиот конгрес ќе го донесе. Меѓутоа, не се тие битните, битен е Американскиот конгрес. Заради жигот. А зошто? Зошто е токму Американскиот законодавен орган е толку битен? Тоа е шејтана. Добро, Библијата вели дека Рим е првиот, Соединетите Американски држави се вториот звер. Така. Значи, оној битен елемент што го прави Американскиот конгрес како законодавно тело, клучот за донесување на жигот е пророштвото за ликот на зверот. Каде го гледаме тоа? Во 13 глава. Еве да почнеме. Ја би започнал од самиот почеток, 11 стих, од самиот почеток на описот што Библијата го дава за вториот звер. Но пред да почнеме да читаме тука, да одговориме на едно битно прашање. Зошто пионерите на адвентизмот толку категорично, уште во средината на 19. век, кога
нивната земја не била ниту светска сила, не била ниту регионална сила. Пример, изгубили од Мексико во битката кај Аламо со Дейви Крокет. Војувале со американците, со индијанците и така натаму. Зошто сепак толку рано во нивната историја пионерите на адвентизмот толку сигурно и категорички велеле дека неделниот закон и празнувањето на неделата е жигот на зверот? Од кај биле толку сигурни дека е тоа? Значи, кога денес луѓето велат еј, вакцината е жигот на зверот, еј, ова е жигот на зверот, еј, чипот е жигот на зверот, или не знам што друго, од каде им доаѓаат тие идеи? Од актуелните настани. Значи, луѓето гледаат и слушаат и читаат вести, дека се зборува за чип, се зборува за вакцина, се зборува за наноботови, се зборува за што друго беше? Трансхуманизам. Актуелните настани ги тревожат луѓето или ги асоцираат на овие библиски пророштва и им изгледа дека тоа е жигот на зверот или во најмала рака има врска со жигот на зверот. Но адвентистите не гледале на актуелните настани. Тие поставиле еден принцип според кој Библијата, конкретно символичните пророштва на Даниел и Откровение, не се толкуваат од актуелните настани. Значи, не треба да гледаме што се случува во светот преку читање на вести или следење на вести и актуелни настани и со нив да ги толкуваме пророчките символи во Даниел и Откровението. Туку тие сакале да се толкува секој библиски, секој пророчки символ со помош на самата Библија, самата Божја реч. Зошто биле толку сигурни дека неделниот закон има врска со жигот? Дека празнувањето на неделата е жигот? Тоа тие отворено го тврделе или навеќе само го повторува тоа што тие го тврделе? И таа исто толку категорички. Добро, че тоа е ликот. Да. Ке дојдеме до таму. Но има еден многу битен елемент. Жигот на зверот е спротивно на што? На Божиот печат. И што велеле пионерите на адвентизмот, што е Божиот печат? Само да кажам, зашто го нагласувам ова пионерите на адвентизмот? Затоа што денешните адвентички теолози тоа не го веруваат. Тоа повеќе не го веруваат. Затоа нагласувам која била науката на историскиот адвентизам. Повеќето денешни адвентички теолози го следат Вавилон на оваа тема. И паднатиот протестантизам. Сега, дали го следат со 30 или со 15 години задоцнување, или колку бавно и колку долго каскаат позади него, не е толку битно. Затоа што жигот на зверот е спротивност на Божиот печат. И истата книга, Откровението, зборува на таа тема. И бидејќи дошле до заклучок дека саботата е Божиот печат, затоа биле толку категорички сигурни и толку отворено зборувале, уште во средината на 19. век, дека неделата е жигот на зверот. И сега така, ако се каже така, премногу паушално, неделата е жигот на зверот, без да се објасни на што се мисли, може многу лесно да се донесат погрешни заклучици. Самите денови како денови не се ниту печат, ниту жиг. Туку нешто карактеристично во врска со нив.
Саботата е печат бидејќи е седмиот ден. Бидејќи седмицата, седум, представува тоа, капак, совршенство, крај, печат. И кога Христос почиваше во гробот, во саботниот ден, гробот беше запечатен со римскиот печат. Ако сакал Господ, можел да стане во сабота? Можел, се разбира. Ако сакал, можел да стане, ако сакал, можел да чекари уште неколку дена. И после првиот ден, да речеме во третиот, четвртиот. Ако сакал. Зошто кога ја принел совршената жртва за сите наши гревови во шестиот ден, денот за подготовка наречен, и во еврејскиот и во грчкиот јазик до ден денес. Значи шестиот ден. Зошто чекал да стане дури после саботата? И зашто самото пророштво во Левитската книга, 16 глава, вели дека и првиот сноп, првината, требаше да се принесе утредента по саботата. Тоа е пророштво за Христовото воскресение, затоа што Христос воскреснал утредента по саботата. Затоа и првината, евреите со векови од Мојсей до Христа, ја принесувале утредента после пасхалната сабота. Зошто Христос, кога веќе починал во шестиот ден, воскреснува дури во првиот? Зошто ја поминува саботата, цела сабота ја поминува во гробот? Како што Господ, истиот Господ, откако го создаде светот за 6 дена, починал во седмиот од сите своји дела кои што ги извршил, така, откако успешно ја завршил својата мисија, го завршил своето дело на откупување на човештвото, со смртта во шестиот ден, почивал од тоа дело во текот на целиот седми ден потоа. Што сакал со тоа да... Каква порака сакал со тоа да пренесе? Како што почивал во седмиот ден после 6 дена на создавањето, после делото на создавањето. Почива во седмиот ден после делото на откупувањето. И потоа воскреснува во првиот ден, не затоа што тој ден е ден за одмор, тоа не се вклопува во ова скица или шема или како поинаку велиме. План, точно. Или домострој, или Божјо провидение. Како што во првиот ден почнал да го создава светот, значи првиот ден е првиот ден од активностите Господови, така и првиот ден воскреснува затоа што е тоа новиот почеток. После откупувањето. Новиот почеток, новото создавање, бидејќи неговото воскресение во ново бесмртно тело е првина на тоа ново создавање, но се разбира за целиот свет тоа ново создавање ќе биде извршено дури при создавањето на новата земја и новото небо во кој што пребива праведност. После сиот суд и уништување на сите Божји непријатели во огненото езеро.
Сега не е темата да зборуваме за Божиот печат, меѓутоа седмицата, саботата како ден, седмицата, Божијата почивка имаат голема врска со тоа, со печатот. Па како спротивност на тоа е и жигот во врска со неделниот закон. Видите, денес зборува некој за неделен закон, освен нашава влада, која што го чачна тоа, веројатно затоа што Хорхе нешто им шепнал. Кога беше тука, инаку кај на нив ке им текне тоа. Самите да ништо не им текнува. Треба некој да им каже што треба да прават. Дали во Соединетите Американски држави таму треба да е вниманието? Дали таму до сега во Конгресот, во Сенатот, во разни владини тела, министерства и така натаму, или како што ги викаат таму секретаријати, дали нешто се зборува за неделен закон? Не. Значи, можеме да речеме дека тоа се уште не е нешто актуелно. Во Соединетите држави не е актуелно. А сега па замислите во средината на 19 век, далеку од секаква актуелност, од секакви настани кои што се случуваат, се одвиваат во светот, па и во нивната земја, пионерите рекле неделниот закон. Неделниот закон кој што ќе биде донесен од Конгресот на Соединетите Американски држави. Од кај биле толку сигурни? Да, 1889-та, една година по Минеаполис, сенаторот Блер поднел предлог за донесување неделен закон, меѓутоа тоа е многу децении после почетокот на адвентното движење. Адвентистите за овие теми првпат зборувале во 1850-те години. Значи, поминале повеќе од 3 децении, 35-6 години, кога тие веќе зборувале дека неделниот закон од нивната земја, од нивниот конгрес е жигот на цверот, за да дури тогаш, по 35-6 години, Американскиот конгрес да расправа на таква тема, по однос на тој предлог закон. И самиот Алонзо Джонс, едниот од проповедниците на пораката од Минеаполис, бил повикан како правник и адвокат и како директор на одделението за верска слобода при Генералната конференција. И настапил во Американскиот конгрес, настапил во Американскиот парламент со сите аргументи со кои што се обидел да го оспори тој закон, односно да ги убеди конгресмените да го отфрлат и истиот да не биде прифатен. И успеал во тоа. Да, има цела книга на таа тема. Успеал во тоа, затоа што Господ така сакал, затоа што ако тогаш бил донесен неделниот закон, значи ако не успеал, што ќе значише тоа? Дека тогаш ќе настапеа последните настани во светот. Или ова што го читаме тука. 11 стих. И видов друг звер како излегува од земјата, тој имаше 2 рога како кај јагне, и зборуваше како змеот. Значи вториот звер. Ја извршува сета власт на првиот звер во негово присуство и ја, овој превод вели, присилува целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот звер. Интересна улога, чија смртна рана се беше исцелила. Понатаму 13 стих вели, и правеше големи чуда, па дури и оган се мнуваше од небото на земјата пред луѓето.
Што ли ќе значи ово? Сте виделе вакво нешто досега? Некои настани беа спомнувани и досега од оние што се случувале, но веројатно во сета своја сила вакво нешто се уште не се нема случено. Се уште припаѓа на иднината. Многу интересно е што кажува 14-тиот стих. И ги мамеше жителите на земјата. Овој збор мамеше. Заведуваше. Ги измамуваше. Преку средствата за јавно измамување. Видите, замислите, американската влада ги измами собствените граѓани и се уште ги мами и во врска со последните избори, и во врска со еден куп други настани пред тоа. И 11 септември, и атентатот на Кенеди, и да не зборуваме еден куп. Сето тоа е измама. Сето тоа е лага. Но луѓето веруваат. Зошто? Зашто луѓето веруваат на се што не треба да се верува. Луѓето веруваат на медиуми, на политичари, на своите влади, на се што она што не треба да се верува. Да, но не веруваат на Божјото Слово, единствениот авторитет на кој што безрезервно треба да му веруваме. А се друго да проверуваме и да испитуваме, без да им веруваме. Бидејќи не се веродостојни. Само Божјото Слово е веродостојно, како што апостол Петар го нарече, веродостојна пророчка реч. Прва глава од второто послание негово, 19 до 21 стих. И ги мамеше земните жители со чудата што му беа дадени да ги врши пред зверот. Значи, ако сега ги мами без чуда, многу, или ајде да речеме со некои чуда од типот на SpaceX или одењето на месечината, што рече Зора, под голем знак прашање, како ли ќе биде измамена целата земја кога ќе прави чуда, надприродни чуда. Велејќи им на земјите жители да направат што? Лик на зверот, или икона, или слика, и овој превод биста, или дури. Промашена работа. Божем се исплашиле, ако стои зборот икона, ќе престанат луѓето да се поклонуваат и да целиваат секакви икони. Па нека биде биста, барем бистите и киповите секај католиците, нив нека ги одбегнуваат. Лик, икона, слика од првиот звер, зверот кој имаше рана од меч и остана жив. И сега се вели, и му се даде да вложи дух во што? Во ликот на зверот. Та да прозборува тој, ликот да прозборува. Значи сликата да прозборува, иконата да прозборува. Или кипот. И да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред иконата на зверот. Кој ќе го прави сето тоа? Во 15 стих. Значи, кој ќе направи да бидат убиени сите оние кои што нема да му се поклонат на иконата, нема да се поклонат пред иконата на зверот, на првиот звер?
конкретно 15 стих вели ликот. Да, ликот. Вториот звер ќе изработи лик, слика, лик на првиот звер, и сега тој лик ќе му вложи дух на тој лик, и сега ликот ќе прозбори, се вели, и ќе направи да бидат убиени сите оние што нема да се поклонат пред иконата на зверот. Така вели? Многу интересно. И дури тогаш, зборовите што веќе ги прочитавме, ќе направи на сите мали, големи, слободни робови и така натаму да им се стави жиг. Та никој да не може ниту да купува, ниту да продава, освен оно што го има жигот и бројот на зверот и името на зверот. И 600, тоа име 666, тој број се извинуваме 666, но тоа е бројот на името негово, вели 17 стих. А не 666 таланти злато, што царот Соломон ги примил од етиопските рудници. Каде забегале теолозите на новата теологија во објаснување на овие пророштва, кога јасно вели Библијата дека тој број е број на името на зверот. Значи, сето ова, дури економските санкции, никој да не смее да купува и да продава, освен оно што го има жигот, или бројот, или името на зверот, тоа сето ќе го направи овој оживеан лик на зверот. И што е ликот според толкувањето на историскиот адвентизам? Тој лик представува сојузот помеѓу католичката црква со се отпаднатиот протестантизам, целиот Вавилон, со државата, односно со владата на Соединетите Американски држави. Она што Соединетите Американски држави од својот почеток декларативно во своите основачки документи биле и се завземале и представувале дека, значи, црквата и државата ќе бидат одвоени. Ликот на зверот ќе значи дека оваа држава, вториот звер, ќе ги порекне, тоа до сега веќе го има правено 100 пати во текот на 20. век, па и последниве овие 20 години до сега, но со неделниот закон, со ликот, со самиот сојуз меѓу црквата и државата, ќе ги порекне сите тие принципи кои што ја одликувале како јагне и ќе прозбори како змев. Значи, што е ликот? Зошто во Америка се бара? Зошто донесувањето на неделниот закон во таа земја представува жигот на зверот? Според историскиот адвентизам. Затоа што таму тој е вториот звер, тоа е, и кој што тој, вториот звер, ќе го направи ликот на првиот звер. Сојузот на црквата и државата и сите верски прогонства, односно сето прогонство во името на Антихристот, што потоа ќе го спроведува. Сега за сега, такво нешто, освен 1889 година, кога после Минеаполис светот беше најблиску до крајот, до својот крај. И Божиот народ најблиску до второто Христово доаѓање, до влегувањето во небесниот Ханан, бидејќи тогаш се проповедаше пораката што можеше да ја донесе со себе силата на позниот дожд, и како резултат на тоа сите завршни настани, па еве не случајно тогаш се појавил и неделен закон како предлог закон. Токму во Соединетите Американски држави. Но бидејќи таа порака беше отфрлена од адвентистичката црква
И бидејќи историјата потече во друг правец, Господ направи тој предлог закон на сенаторот Блер да биде отфрлен од Американскиот конгрес и да не биде тогаш донесен неделниот закон. Од тогаш па наваму Божиот народ талка, значи не дреме на границата на ветрената земја, како што стариот Израел не дремел 40 години на границата на ветрената земја, туку по Божија заповед требало да се враќа назад и да талка низ пустината. Значи, тоа е малку парадоксално, но вистинито. Во 1888-89 година, во тоа време, светот бил поблизу до крајот, отколку што е денес. И како ќе речете, па кога како минува времето, сме се поблиску и поблиску до крајот. Да, меѓутоа се мисли на тоа дека светот бил поблиску до условите за да настапат сите завршни настани. Сите настани кои што претходат на Христовото доаѓање. Сега сме во пустината повторно и Кави и Халев, да. Джонс Вагонер биле Исус, Навин и Халев во таа епоха на адвентната историја. Дали Конгресот на Соединетите Американски држави ќе донесе неделен закон? И кога ќе донесе? Тоа не можеме да го кажеме, бидејќи тоа зависи од многу што. Но најмногу зависи од нас. Тоа најмногу зависи од нас. Зошто Исус чека? Според Херберт Даглас. Ја прочитавте таа книга? Зошто Исус чека? Ја прочитавте? Интересно. Дали Исус и денес чека? Чека, очигледно чека. Ние не знаеме. Имаше гласови дека во времето на Трамп ќе се донесе неделниот закон. Еве сега помина Трамп и Конгресот не е веќе доминиран од републиканци, од конзервативни сили кои што навиваат за единство на црквата со државата. Еве сега повторно се левоумниве на власт таму. Се разбира, таму секојаш е ѓаволот на власт, било да се овие или оние, како и овдека и било каде во светот. Но некако, барем адвентистите некако се беа навикнати да мислат дека некои десничарски, конзервативни сили се тие што попрво тие ќе го донесат неделниот закон, за разлика од овие левоумни, либерални, секуларни, атеистички и така натаму. Па сепак еве кај нас атеистичка власт предлага неделен закон. Значи тоа не е некој сигурен репер. Не знаеме. Единственото што може да речеме е дека не знаеме. Значи да што ќе биде, како ќе биде, останува да видиме, но најважно од се е времето што ни предстои, времето на милост што се уште го уживаме, да го искористиме за наша подготовка, да ги исполниме условите за примање на позниот дожд. И кога тоа ќе се случи, тогаш сето друго ќе дојде како последица во светските настани и во светската политика. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Оче наш, ти благодариме за Твоето веродостојно пророчко слово. Ти благодариме што овие зборови, иако одамна познати, за множина од нас уште од минатиот век, сепак секогаш звучат нови и свежи. Бидејќи се секогаш актуелни
Дури ако за неделен закон и се уште не се зборува во Соединетите Американски држави, сепак многу значи и што кај нас се прозборе при крајот на минатава година. И сепак живееме во време кога еден куп други настани и чудесни знаци, како што пеевме во песната, веќе се исполнуваат и се исполниле досега пред наши очи. Сведочејќи дека Твоето доаѓање е близу, дека крајот е близу. Но свесни сме и знаеме, Господи, што се уште чекаш. И затоа Те молиме, простени ги нашите гревови. Ти го предаваме секој наш грев, секоја наша мака, секоја наша страст, секоја наша напаст, болест, духовна, психичка, па и телесна. И затоа Те молиме најмногу за нашите болни. Допри ги, Господи, со Божји прст, со Твојата благодат. Те молиме најмногу за сестра Мимица. Те молиме за останатите. Те молиме за оние кои што се духовно болни, обесхрабрени, соблазнети и разочарани. Затоа што и црквата се ниша и изгледа како да се урива и немаат веќе никаква основа, немаат на што да стојат, бидејќи повеќето не се научивме да стоиме на Тебе, на Твојата карпа, и секогаш се подпиравме на нешто друго, на луѓе, на организацијата, на други верници, на пастори, на проповедници. Секогаш се подпираме на нешто друго, дури на нашите семејства, само не на Тебе, на вечната карпа. Те молиме, Господи, ојачај не денес, кога треба да црпиме храброст од стравот и кукавичлукот на мнозина. Ојачај не во ова тешко последно време, полно со многу искушенија и соблазни. Ојачај не и води не во текот на оваа нова седмица со Духот Твој свети, со Твојата благодат. За сето ова Те молиме и за сето ова Ти благодариме во Христово име. Амин.